The dips from here. Look. Here? И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Денес одам на едно локално туриче, тука значи останувам 2 ноќи во ова градче Тозеур. Денес ќе одам кон една оаза што се вика Чебика. Но право да турам едно гориво. Таа оазата иначе се наоѓа блиску на 50 на километри од тука. И турив јас за 10 евра скоро 14 литри. А сега кон Чебика оазата имам 53 километри.
И дојде време конечно да завртам тука десно за Чебика. По патот видовте дуваше ветер, во далечините не се гледаше од песок, од прашина. А ова иначе се пред мене ги гледате планини пустински некој. Тука негде има некои интересни патчиња за офроад возење гледав, но јас нема да ги возам. Премногу жежи, а и не сум за офроад возење некако на оваа температура и сам. Така да само ќе одам до оазата Чебика. Иначе нема многу туристи тука, веќе завршува во Тунис сезоната, фаќаат жештините. Еве вчера 39 степени беше, денес е поладно, максималните 33 ќе бидат. Што е многу посвежо, што многу менува. А иначе оваа оаза се наоѓа веднаш во многу голема близина на границата со Алжир. Не знам оти Google Maps упорно друг пат ми дава, но јас ќе одам право. А може би требаше да одам по тој друг пат. Кај може паркинг? Here? Okay. Okay. Hello. Water's coming from the ground, from the deeps from here. Look, this come from there, and came here, and you see the water spraying this natural. The bubbles. Yeah, it's not coming from far away or something. Just come from the deep, from the rocks.
I understand. But here for the village we drink this water normal. Normally we drink. It's more better than the water in the house. I It's very understand. clean water. Look, you can touch. You can. Thank you very much. Moi je dirais Тоа беше оазата Чебика. Овде иначе има 3 оази, со еден човек зборав. И уште овој дел го викаат планината на оазиите, исто така ми рече. Значи има еден е водопад, другиот е оаза како ова, Медија се вика, има таму и кањон. Јас го видов тој, меѓутоа жешко е навистина, нема да одам. Сакам денес малку така да одморам, порелаксирано, затоа и вака куса дестинација одбрав. Иначе сите луѓето овде префини беа, кој што го видов, покрај кој што поминав, сите ми зборнаја. И сите ја знаат Македонија, никој кому кажав од кај сум не ми рече кај се наоѓа или шо. Си купив еден магнет, а обично не купам магнети, ама ме убеди човекот, рече убој кој ќе видиш, рече на магнетот ти текнува, спомените ти се враќат кај што си бил и шо си бил. И ајде реков ќе земам, па ефтино го платив 100 денари негде ми дојде магнетот, што не е воопшто скапо, сепак и туристичко место. Иначе исто така платив за сокот портокал и 2 води и еспресо, платив 15 динари, што се некаде околу 3 евра, 180 денари, што реално не е скапо, бидејќи кај нас, например, само за цеден сок се плаќа 2 евра минимум. Така да се исплаќа скрос, не е толку скапо тука, иако е познато туристичко место оваа оаза. Од утре веќе ќе одам кон северните делови, имам уште 2 ноќи тука за спиење. И исто така ќе барам сега веќе по ниски температури, бидејќи станува навистина жешко. Сезоната веќе завршува тука во Тунис. И навистина смета жешкото, не е исто како кога е свежо, но пак ќе речам предност е што ветрето што дува не е жешко, сепак свеж ветер дува. Изворот на водата е таму каде што дел од кадрите беше како што во пештера што беше тоа беше изворот на оазата, на водата таму, и човекот еден што имаше таму ми рече дека од таа вода тие пијат таму што живеат во селото, многу рече е чиста и е многу почиста од таа, вика, што имаме од водоводот другата. А овде се уште е пустелија. Таму десно се наоѓа веќе Алжир, границата со Алжире. Имаше многу горе полиција и војници, може 15 на луѓе, но сега кога си одев ни еден немаше.
И пристигнувам повторно во градот Тозеур. Си купив јас 2 води од кајазата од причина што жешко е многу за да слегвам до центар, а хотелот кај што сум само Кока-кола имат, само Кока-кола продават. Меѓутоа треба вода да се пие, навистина е жешко, а сноштете во 1 сат кило и пол вода ја испив. И затоа сега си седов 3 кила, 2 шишина вода и да имам сега. А за јадење пак ќе јадам фаст фуд од сношти кој што јадев, само сега сакам шаварма да пробам. Тоа е нешто како некој вид на гиро, само што мислам дека со месото е од мисирка. И јас пристигам кај својот хотел. Сатот локалното време е 1:15, излегов кај 10 некаде можеби. 1 сат дотаму, 2 сати таму, 1 сат враќање. Сега ќе одмарам малце, ќе се ладам, ќе си ја пуштам климата, ќе си пијам вода. И јадев јас шаварма за вечера, ја платив 6 динари, тоа се некаде околу 100 денари, 110 денари, ама се прејадов, значи количински беше големо, значи да се преадите од 2 дојадов и беше превкусна, месо изнатре, кромит, нешто пиперчина, домати, не знам што имаше, ама беше преубаво. Доколку идите наваму, обавезно чаварма, поточно чаварма млави да јадите. Таква јас јадев, превкусно нешто. И сега имаше едно друго видов го правија како чаварма плюс кашкавал. Се вика палау. И сега сакам следно вечер, ако ми се пријади, колку е сега сато, 6 сато, ако ми се пријади вечер или утре кај што ќе бидам сместен, да ќе пробам такво. А тука негде и го одјавувам ова видео, доколку ви се допадна притиснете лайк и доколку немате веќе притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.